Почитувани, добро утро, добре дојавте во студио 10 на телевизија 24, јас сум Сеад Резвановиќ. Во оваа емисија продолжуваме со дебатите по општини, каде што ги представуваме кандидатите за градоначалници. Во првиот дел ќе разговараме за општината Шуто Оризари, а во вториот дел од емисијата за општината Штип. Тука во студиото во моментов имаме тројца кандидати од вкупно 6. Тука се господинот Шабан Салију од Демократските сили на ромите, Едис Хасан од СДСМ, како и Курто Дудуш од Политичката унија на роми Скопје. Почитувани, добре дојавте. Јас сакам за гледачите да кажам дека во оваа дебата се поканети сите 6 учесници во изборите, во изборниот процес, сите 6 кандидати за градоначалници. Значи, тука во студиото ни недостасуваат Елвис Бајрам од Сојузот на ромите, Геге Демировски, кој го застапува Бошњачкиот демократски сојуз, како и Ерџан Демир од ВМРО ДПМН. Ние ќе дадеме шанса и на останатите кандидати, се разбира, да дојдат доколку пристигнат. Дебатата ќе трае, но за сега одиме со вас тројца, се разбира, бидејќи поканети се сите. Кој одлучил да прифати да дојде, тука добре дојдене. Кој не дојде, тоа е негово право, но за жал граѓаните на Шуто Оризари пред се ќе останат покуси за нивните ставови и одговори. Ајде вака да почнеме од господинот Дудуш, кој е кандидат за градоначалник, но и актуелен градоначалник на општината Шуто Оризари. Ќе се обидеме да представиме дел од вашите програми, да видиме за што се залагате и чисто како објаснување за вас и за гледачите кои веќе знаат. Сите имате 2 минути за одговор и потоа, кога ќе завршите со одговорот, некој од останатите има право на реплика. Доколку сакате реплика додека зборува некој, само дигнете рака, јас ќе знам дека сакате реплика, а потоа, тој кон кого е репликата, има право исто на 1 минута на контрареплика и тука се завршува кругот, одиме понатаму. Господине Дудуш, вашата програма, првиот дел е насловен како инфраструктура, урбанизам, патишта, улично осветлување, комунални услуги. Како за влез, што предвидува вашата програма за ова прашање? Добар ден на гледачите на ТВ24. Јас сум Курто Дудуш, веќе втор мандат градоначалник во општина Шуто Оризари. И мојата програма започна веќе во 2017 кога прв пат станав градоначалник. Така да, кај мене е сосвен другачие него кај другите мои против кандидати, затоа што ја веќе имам започнати проекти кои треба да се реализираат во наредните години. И тука веќе се издвоени и пари за тоа, значи ние имаме проекти кои ги започнавме и треба да се реализираат. Имаме повеќе од 62 проекти во нашата општина кои сочинуваат инфраструктура, водоводна мрежна канализација, значи објекти од витален значај за нашата општина. И сето тоа ќе се реализира нормално во наредниот период. Различно е тоа што ние како партија веќе сме, како што реков, втор мандат, и различно е тоа што веќе ние излегуваме со реални програми и реални проекти. Тука веќе кај нас има обезбедено и средства за тие проекти кои ги нудиме во наредниот период и искрено тоа не се малку. Имаме повеќе од 40 на проекти кои се уште не се реализирани, кои треба во наредниот период да се реализираат. И тоа се еден ќе набројам од многуте мегапарк кој ќе го гради општината на територија на 10.000 квадрати во центарот на општината, кој ќе биде парк, мислам дека нема таков друг да има во Скопје. Зашто ќе се заложиме, што е ново или надвор од тие проекти кои ги најавувам, е исто така економијата во нашата општина. Значи, во последните 30 години, откако сме самостална локална самоуправа, немаме донесено детални урбанистички планови, за жал. Никој претходно не зборил за тоа, дека треба да се донесат детални планови за да се урбанизира општината, да се планира општината.
Тоа го работиме ние во последните 5-6 години интензивно. Да, добро, ве молам да застанеме тука, ќе продолжиме, се разбира. Ја би имал реплика на ова. Поверите. Да, кандидатот кажува дека има многу проекти ненаправено и така натака. Тоа е само што несериозно влегле во самата состојба во реализација на тие проекти. Значи 40 на проекти колку може би има неостварени и мегапаркот, значи покажува дека несериозно се реализирале средствата кои се дадени за имплементирање на овие проекти. Затоа народот во овој момент се гуши таму во шуторизери, во џубрето, кој шири заразни болести, потоа има депонии од џубре, некои шахти кои не се санирани, кои не се во ред, слики од депонии има често и мислам дека она што се зема треба да се реализира и тие средства, еден поголем дел, се дадени од владата на Република Македонија, каде што јас сум таму министер и сум гласал за тие проекти. Меѓутоа, треба да се реализираат, не да стојат. Да, добро. Господине Хасан, дел од вашата програма која се однесува пред се на истото прашање, значи инфраструктура и урбанизам во општината Шуторица. Благодарам. Во рамки на нашата програма предвидени се одредени проекти кои ќе бидат од витално значење на граѓаните и нашите проекти се многу реални. Ние предвидуваме нешто што досега никој не го отворил како тема. Градоначалникот на Шуторизари имал можност за 8 години владење да зборува за дом во Шуторизари, имал можност да зборува за мегапарк во Шуторизари. Меѓутоа сега во моментот ние сите тука можеме да дискутираме дека ќе направиме. Меѓутоа и министерот бил на позиција долги години и пратеник бил и министер и градоначалникот е 8 години, од нивното работење, од нивното владење нема сериозни резултати. Сега сите овие проекти што они ќе ги спомнат е класична манипулација, е класичен маркетинг политички. Во рамки на мојата кандидатура би сакал да истакнам дека во делот на урбанизмот, животната средина е највеќе вложувано и највеќе ќе биде направено во рамки на нашата програма со буџетски ставки, со конкретни мерки и проекти. Ние, како политичка партија во изминатиот период покажавме и од опозиција дека можевме да направиме. Кандидатката за градоначалник на град Скопје, Каја Шукова од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, 2023 година по наше барење инвестирала 100.000 евра на еден проект кој што други луѓе, други кандидати, други политички партии биле да се сликаат. Ниту ние сме го сликале проектот, ниту сме го промовирале. Тој проект опфаќа улицата Нов живот и улицата Гарсија Лорка. Тие проекти се почеток кај што ние сега треба да почнеме уште еден дел од Шуторизари да се санира. Знаете, во Шуторизари има околу 53 улици. Од тие 53 улици 40 или 30 не се фатени, не се пипнати, можеби децении и децении. Во моментот Шуторизари ја има главната улица, направена во времето на Петре Шилегов, Индира Ганди, и уште неколку улици со проекти од ТАВ, со програми кои што претходната влада и оваа влада дава финансии во рамки на нивните програми кои што ги дават за општините, и тука ние треба да го признаеме тоа како факт дека ние не сме во можност да дискутираме за проекти кои што се од многу голем буџет и проекти кои што не се во можност да се спроведуваат за 6 месеци, за една година, за 2 години. Добро, благодарам. Реплика? Имам реплика. Кажа дека јас сум бил министер и пратеник во претходниот период и ништо немаме направено. Мислам дека, на жалост, не ги познава работите, односно нема можда знаење, сознание за моите активности. Као пратеник сакам да потенцирам дека сум тој што го донесе во законот на државни празници 8 април единствено во светот да се прославува као неработен ден и празник на ромската заедница. Потоа, училиштето кој го донесе? Средното училиште Шабан Салију, понатака. Имав амандмани, никогаш на ниеден пратеник, освен на моето владење, не беа уважени 5 амандмани. Реконструкција на основното училиште, браќа Рамис Хамид,
потоа доградба и надградба на Центарот за социјални работи и многу други работи. Као министер сега ви кажав, имам направено многу работи, меѓутоа ќе кажам можда во програмата и јас сум оној што гласаше внатре во владата за добивање на средства за градење на улиците и што се усвоени во општината одредени проекти. Да, благодарам. Имате контрреплика? Само кратко. Можеби немам сознание за тоа што нема дела. Тоа вие што го спомнувате дека како пратеник го направивте со ваш предлог, уште еден пратеник во тоа време предлог, имавте коалициски договор, тоа не е лично заслуга ваша, на тогашната коалиција, предлогот бил од друга страна, вие како владин пратеник од владеачкото мнозинство го дадовте предлогот, имавте мнозинство и го усвоивте. Тоа е сериозен чекор, честитам. Меѓутоа, во рамки на вашето директорување, во рамки на вашето министерување, ни еден резултат, ни една точка не е завршена конкретно со мерки, со програма. Сликањето, посетувањето на одредени амбасади, на одредени организации, граѓаните тоа не го почувствуваат. Вие во ред, тоа дел што го правите како министер, и јас стојам за тоа дека окей е тоа да се видите, да организирате одредени, меѓутоа немате пипливи, а за образованието, за делот на средното школо, сите знаат дека лесна му земја, господинот Амди Бајрам го направи образованието во конкретен договор со владеачките страни. Добро. Господине Салију, еве како за информација за гледачите, вие самиот кажавте дека сте и сега дел од централната власт, вие сте министер без ресор задолжен за интеграција и имплементација на декадата на ромите, сега сте и кандидат за Шуто Ризари за градоначалник, еве да слушаме дел од вашата програма која се однесува на инфраструктура и урбанизм. Значи, јас со невистини и лаги нема да се служам, јас ќе бидам конкретен. Значи, сум единствен можда кандидат за градоначалник кој има програми и дела што кажуваат, каде што јасно се посочени сите мои активности кои ќе бидат во текот на моето работење. Јас како градоначалник све ова што е напишано ќе го реализирам и ќе имаат шанси да кажат луѓето дали е тоа реализирано или не. Секоја општина, секоја фамилија во Шуто Ризари ќе има значи ваква една програма и ќе може да ги прати моите активности. Значи не зборувам ја на памет, јас сум познат како човек кој ветува и реализира. Значи и во самата содржина јасно е изразено дека ќе асфалтираме и безбедносни улици, ќе внимаваме да се изградат, патеки и пешачки зони, водовод и канализација. Ја, например, одам по улиците и има една Виничка улица, каде што во 21. век ромите, кај што живеат во таа улица, немаат фекална канализација, додека само 1 метар понатака, мислам дека Бутелски вене се вика таа улица, сите живеат таму македонци и албанци, таму има фекална и атмосферска канализација. Тоа јас сигурно ќе го поправам и ќе го средам. Потоа, современи лед осветлување и безбедности пешачки патеки, енергетски ефикасни јавни обекти и детски градинки, локални тротоари и велосипедски патеки, доградување на општинската зградба, надградба и доградба, систем на редовна контрола на квалитетот на градбата, граѓанско учество во буџетирањето на инфраструктурата. Она што фали најповеќе во тој дел е културен дом, таму има една зграда кој никој не знае чива е, доколку јас ќе бидам градоначалник и таа зграда ќе ја направам културен центар. Штом нема собственик, ќе се донесе одлука и ќе биде културен центар каде што младите и останатите ќе можат да извршуваат одредени активности. Секаде каде што има такви згради без собственик, никој не знае кој ја изградил, како ја изгради, значи ќе бидат во собственост на општината по законски пати и така натаму, за да можат и да се дадат на користење и управување на другите. Да. Добро. Господине Дудуш, и самиот велите дека сте втор мандат градоначалник. Кога зборуваме за хигиената во општината, можеме да кажеме дека имаме проблем со хигиената во цело Скопје, не само во Шуто Ризари, тоа е еден феномен, но вие бевте некако во жижа на јавноста и кога го носевте ѓубрето пред град Скопје и кога се жалевте дека комунална хигиена не го собира ѓубрето. Како ги решите проблемите на општината во овој поглед? Видете, искрено,
Јас бев првиот градоначалник од сите градоначалници во градот Скопје кој крена глас против неправдата што се прави или против неработењето на овие јавните предпријатија во градот Скопје. Тогаш во тоа време кога ние дигнавме глас и кога повикувавме на единство на сите општини да излезат и да го искажат она што реално се случуваше на терен, никој не најде за сходно затоа што во тој момент само ние имавме толку многу проблеми со актуелната градоначалничка затоа што таа практично на тој начин ни се одмаздуваше за тоа што ние кренавме глас во тој момент. Нели направивме еден протест мировен, направивме уште еден мировен протест и во тој момент за жал колегите кои до мене седат не излегува да кренат глас заедно со народот. Имаше неколку членови од други политички партии, меѓутоа не двајцата денес присутни. Едис мислам дека ни ти не беше на тие протести, нели? Значи, ние во тој период практично останавме сами на себе, оставени со милион проблеми, со милион инспекции кои практично не напаѓа од сите страни. Денеска општина Шуторизари има мандатни казни од 265.000 евра кон градот Скопје, затоа што градот Скопје не чистеше. Практично бев нападнат за тоа што јас сиот смет од домаќинства кои се фрлаше по улици или по некои кривини таму и се создаваше се создаваа мали депони, практично го земав и го носев во мојот приватен имот за да не тлее по улици, за да не се заразат деца и сите граѓани во мојата општина. Меѓутоа, денеска Шуторизари можам одговорно да тврдам дека има најмалку депонии од целиот град. Да, добро. Реплика? Значи, ми имаат доставено некоја рамковна спогодба за оглас број тој за јавна набавка услуга, расчистување на диви депони на територијата на општина Шуторизи. Сигурно, знаеш, немам намера ја да зборувам обратно од она што е вистина и таму кажува некој износ, мислам околу, го има износ, да не го вртам, 1.800.000 денари. Значи, немам ништо против кандидатот или против кандидатот, сакам да кажам. Меѓутоа, ова што се случува со џубрето, дали е по вина на актуелниот градоначалник или на друг, не знам, е надвор од нормалната свест. Во 21. век секаде има проблем, знаеме ние како што е. Меѓутоа, во 21. век да седиме, да поминуваме само покрај џубре, она што се случува во Шуторизари, дали некој намерно го прави или ненамерно, не навлегувам исто во тој дел, е срамота. Значи, се давиме буквално и така во Шуторизари секогаш е најзагаден воздухот, а во поглед на ојне протести што беа, значи ја не влегувам во протести каде што некој за некои интереси ги прави. Не сакам никого конкретно во емисија да нападнам, можеме и да седнеме и да разговараме околу други работи, да се однесуваме достоинствено. Добро, господине Хасан, како вие ќе го решите проблемот со комуналните услуги, со дивите депонии во Шуторизари? Токму би сакал ова прашање да го истакнам од поголем карактер. Сметам дека првин треба да се иницира измени на законот. Дефинитивно Шуторизари заслужува да има собствено комунално предпријатие. Со тоа комунално предпријатие ќе се реши 70 до 80% од актуелниот момент кој го имаме. Депонии има секаде, и во Скопје, меѓутоа во Шуторизари депониите те поздравуваат на секој 5 метри. И тоа ние мораме да го рачистиме, и ако го рачистиме не значи тоа дека сме направиле урбанизам во најголем дел. Значи, ѓубрето, секој граѓанин има право, секој граѓанин треба кога поминува или кога се движи негде да нема ѓубре поред него, да не го намируса ѓубрето. Сега ние разбираме дека одредени ситуации кои што налага да бидат така, неажурноста на комуналната хигиена, нефункционирањето на градот Скопје во полна парија доведе до тоа да сите други скопски општини. Меѓутоа Шуторизари со децении е таков.
Ние не можеме сега после 8 години ќе се решиме, ние ќе направиме ова за да го требаше да се направи. Мојот најголем адут на оваа тема е дека до сега можеше да се иницира едноставно предлог, Шуто-Ризари како толкава голема општина, мораше да има свое комунално предпријатие, свој комунален менеджмент. Тие вработени, тие луѓе таму ќе направат напори, ќе го расчистат тоа и нема да се појавуваат никакви заболувања, ниту пак ќе бидеме, знаете, има луѓе кои што поминуваат од Шуто-Ризари покрај патот, секогаш ли мора да кажат дека Шуто-Ризари е многу прљава, дека Шуто-Ризари е ваква таква. Тоа мораме да го искорениме. Сега без да се навредиме. Сите живееме таму, сите потекнуваме од таму и сите сакаме таму тоа каче да го видиме во најдобар момент, во најдобар процент. Граѓаните сите комплетно зборуваат 90% за комуналната хигиена и за тие комунални отпади кои што ги има во Шуто-Ризари. Да, имаме реплики. Се јави прв градоначалникот, повелете. Видете, и јас не дојдов во емисија сега тука да се препукуваме, дојдов да збориме реално и конкретно за проблемите на Шуто-Ризари. Немајки идеја, најверојатно, зашто да се збори во оваа емисија, си имаат програми, верувам дека програмите се напишани копи-паст од некоја друга општина и не знаејќи со што се соочува општина Шуто-Ризари во овие моменти, сакаат тука да ја прикажат општина Шуто-Ризари како најпрљава општина, најнехигиенична општина. Ве повикувам како телевизија да дојдете во нашата општина во приквечерните часови, тогаш кога нема пазар, и да си направите еден прилог и да видите како функционира тоа таму. Значи, општина Шуто-Ризари во моментот има сопствени 2 камиони кои собираат смет од домаќинствата, затоа што во општина Шуто-Ризари не доаѓа камион од комунална хигиена, ниту еден, со месеци. Да. И замислете сега, ако ние како општина тоа го оставиме така, што би се случило таму, народот да го одлага своето ѓубре како што се случува тоа во сите други општини. Нели гледаме дека контејнерите се полни и околу контејнерите има по 50-100 метри депонии, и тоа во Шуто-Ризари го нема. Се случуваат мали депонии кои ги собираме 2 пати дневно, собираме савајли, собираме навечер, се со цел нашата општина да биде општина пример. Да. Сега тука нашите против кандидати нормално ќе сакаат тоа да го прикажат во некое вау светло, да поентираат, меѓутоа затоа ве повикувам како телевизија да дојдете и да направите прилог. Имаме реплики, повелете. Да. Значи, прво да одговорам, ова пред 10 години не беше вака. Значи, не сакам да кажам невистини дека беше пред 8 години. Ова ситуација овие последни 3-4 години. Меѓутоа не може да се одбрани ова. Јас се извинувам, Курто. Значи, 1 година, 2, луѓето чекаат пред улица кога треба да се зема џубрето, као нешто да се случува, као бунт. Јас имам слики, имам слики и од друга страна, значи тоа е јавно, не го зборувам. Ја тоа граѓаните нека одлучат дека стварно со џубрето имаме проблем. Не сакам лично против те ништо да кажам. Не треба да ја трошиме се емисија. Не, тоа е важно. Треба да се има. Целиот град се извинувам, ми упадно, ми дозволува да искажам репликата. Значи, ја ве молам, совесен градоначалник, кога ќе има ваков проблем, треба истиот момент да си даде оставка, да пушти некои други, да може да работа на тој дел. И ова програма, што кажувате копи-пейст права некој, не е точно. Ова е со професионалци направено. Значи, ќе ви дам и ваша една програма. Ако има негде копи-пейст, слободно да јавите на медиумите и таа. Ова е сериозно, цел месец се работи ова програма и ќе има народот да види она што го ветувам, дека ќе го исполнам. Ако не го исполнам, нека бараат, нека кажат дека не е тоа и јас ќе си дам оставка. Моралот на прво место. Добро. Хасан, и вие имавте реплика? Благодарам. На кратко, пријателско, не е само реплика, да не се разбере погрешно дека еве сакам просторот да го превземам за да поентирам или да критикувам.
ако градоначалникот мисли дека треба да ја викне екипата во делот на центарот после пазарот, кога таму се чисти, не дека не се чисти, и дека таму е најубаво, меѓутоа треба да разбере дека сега предизборно, последниве месец дена, го чисти ѓубрето со камиони, со екипи, со луѓе од општина, со луѓе кои што му се блиски, го чисти ѓубрето, поминува покрај улиците кај што има депонија голема и вработените го. Тоа не го правел до сега. Тоа го прави последниве 2 месеци, 3. И најголем проблем е сега што он мисли дека тие депони, кај игралиштето, кај последната, тие улици мисли дека се заборавени, граѓаните тоа го гледат. Центарот наликува, не велам не, дека после пазарот се чисти. Тоа и во пред неговиот мандат и сега и понатаму ќе биде. Тоа е дел кој што се поминува, кај што се функционира, но не значи тоа дека ако он го работил тоа, треба тоа да направиме фестивал. Тоа е негова надлежност и обврска да го расчисти. Благодарам. Да. Затоа не треба, ако е моја обврска да го исчистам и го чистам, не знам зашто збориме тогаш овде за ѓубре. Ајде да видите други градоначалници дали во градот Скопје ангажира исто така приватни камиони, приватни фирми, да го направат тоа што го правиме ние денеска во Шуторизар. Еве, јас ќе ви дадам една слика тоа што господинот Шабан Салиу го кажувал, луѓето чекаат ред, дали може камерите ова да го фатат. Па, не сум сигурен. Ова е приватен камион кој го ангажирала општината, секој ден циркулира по улиците на Шуторизари, го собира сметот, оној смет кој треба нормално комунална хигиена да го собере, за тоа што плаќаат граѓаните. И наместо тука сите заедно да стоиме за една иста цел и да се избориме, комунална хигиена да си ја работи. Имаме време, не е проблем, да. Комунална хигиена да си ја работи работата. Ние тука збориме за нешто кое веќе општината оддамна има превземено ситуација и ги средува во општината. Проблем е што само сакам не се согласувам. Само една работа сакам да кажам, ќе ви давам се разбира збор. Бидејќи според закон, нели општините не може да имаат своји комунални предпријатија, ова што го кажува господинот Хасан, тоа е всушност и проблемот. И кога беше проблемот со несеодбирањето на ѓубре, неколку градоначалници побараа измена на закон тогаш. И јас исто така бев дел од тие градоначалници, побаравме измена на закон, но знаете вие дека ние сме една од 10 градски централни општини и по законот за локална самоуправа не смееме да формираме јавни комунални предпријатија. Али може друго, според законот може да се формира друго предпријатие, као што има, нели имате еден пример договор и не треба да го лажеме народот дека чисто е Шуторизар. Еве, одите вие као екипа, еднаш прашајте, ви мојот колега тука знае, кого да прашате, ние имаме вистински сериозни проблеми со ѓубрето. Значи, ако еден градоначалник, ама ја не ти упаѓам во збор. Ама сите имаат сега ѓубрето. Кога ќе имаш ти збор, тогаш кажи го тоа. Не ми упаѓа и преге исто така. Значи, не се задоволни граѓаните таму од ѓубрето. И ја исто така. Меѓутоа, еве, ако веќе имам збор, не реплика моја, значи ја имам решение за ѓубрето. Значи, еве, зборуваме ѓубрето. Има една можност, вие сигурно имате слушнато, дека може да се изгради една фабрика за рециклажа на ѓубрето, која ќе се користи потоа за стварање на топлотна енергија и да се добие од таа топлотна енергија нус продукт, значи да користат граѓаните за парно. Тоа ја и еден мој пријател, ова не е научна фантастика, ова го има веќе во одредени држави, ама треба знаење, професионалност и да сака да го решиме ова човек. Значи, тоа го има и во Винча, во Белград, можда имате информации, и во други држави, во Данска многу одавна, и ние со еден мој пријател баравме пред неколку години да направиме една таква фабрика, меѓутоа во владата, предходната влада имаше намера од друго место да се користат одредени машини, некои други идеи од соседни држави и се направи една забуна и остана проектот така. Меѓутоа, јас ќе се заложам и ќе направам ова веќе да не биде приказна. Тоа ќе биде добро и за сите општини во Шуторизари и за градот Скопје и пошироко.
Значи, тоа не е научна фантастика, тоа го има во многу држави, ама еве, го нема во Македонија, може од други причини. Додаш? Да. Видете, пак кажав дека програмите им се копипаст, не е реално. Еве сега збориме за фабрика за рециклажа на отпад. Господинот Шабан Салиу е министер, бил директор неколку години, цел живот се бави со политика и треба да знае дека тоа ние како општина не можеме да го направиме, тоа треба градот Скопје да го превземе. Значи имаме плански региони кои на тоа работат цело време и веќе во фаза мислам дека некои идејни решенија се прават физибилити студија за тоа и најверојатно во наредните години ќе се направат повеќе такви рециклажни депонии каде што конечно нашиот смет, нашето ѓубре ќе вреди пари. Меѓутоа тоа не може општината да го направи. Најверојатно господинот Шабан Салиу го слушна тоа на YouTube, го виде на некој видео и сега си го напише у програма дека ќе го спроведе. Ние сакавме физибилити студија за тоа да направиме со австријанци, меѓутоа кога свативме дека како општина тоа не можеме сами, мора со влада, со град Скопје. Молам да не се повторуваме истото, да се вергла, ако има ново нека кажи, прво копи-пест нема. Јас ќе му ја дам него мојата програма и нека бара копи-пест. Ако не, ќе го тужам затоа што ме клевети. Така, јавно кажувам. Значи, копи-пест нема овде. Не е смешно, ова е жално. И сакаш да кажеш дека не постои така. И бидејќи не ги разбираш работите, зборуваш дека општината не го може тоа. Општината не може да изгради фабриката, ама општината може да покрене иницијативи. Тука сте слаби вие. Тука не ги разбирате работите, бидејќи ве молам, вие кога зборевте, чутев. Не само значи, молчев, те молам. Не, те молам. Фала. Дека се плашиш од мене да не те победам. Дека сигурно ќе те победам. Затоа убаво ти иде. Значи, кога ќе бидам ја градоначалник и за ова ќе направам една ревизија, да видам зошто граѓаните се трујат во нашата општина, зошто поминуваме секојдневно. Значи, ова идеја моја за преработка на ѓубрето не е нова. Пак не разбираме. Едно кажувам, друго сака да ги менува тезите, дека не постои такво нешто. Јасно ви кажувам, во многу држави имам, ја YouTube не гледам, тоа не ме занимава, немам ни Facebook, ви кажувам, освен службениот Facebook и така натака, и што го водат од партијата, кај мене. Не користам такви алатки, го има тоа, значи тоа покажува колку сме далеку од вистината и од знаењето. Многу сме далеку. Добро, може ли да продолжиме следна тема бидејќи ќе застанеме вака само на комуналните проблеми, да, и ѓубрето, образование и млади состојба на училишта, вработување, културни активности. Господине Дудуш, според многу извештаи и на Комисија за заштита на дискриминација и други меѓународни организации се посочува дека ромите генерално во Македонија се дискриминирани по многу основи. Се спомнува често и образованието, и правото на образование, и можноста за образование. Сега се разбира дека тука голем дел од надлежностите не се во рамки на општината, на локалната самоуправа, но што е она што вие можете да го направите за да се подобра состојбата? Видете, за среќа ние со дискриминација во нашите училишта не можеме да кажеме дека има, затоа што се генерално училишта кои се со мнозинство ромски деца и практично јас тука не би можел многу да зборам во тој дел за дискриминација на децата во училиштата. Добро, но право на образование кога децата и не одат на училиште, а треба да одат и така натаму. Па имаме ние таму нели медиатори кои се грижат за тоа и мислам дека образованието во Шутово Ризари за ромските деца конкретно е пример за сите други градови и општини. Значи посетеноста на школите, еве еден пример ќе ви дадам. Во основното училиште Браќа Рамис Амет го посетуваат 2050 деца, од кои 99% се роми. Едно од најголемите школи во целата држава. Исто другото школа е основно 26 јули, исто таму посетуваат негде околу 2000 деца, од кои 30% се негде околу 500 деца се исто така роми, кои редовно посетуваат настава. Така да затоа викам во тој дел
ние не можеме јас како градоначалник на општина Шуторизари не можам да зборам дека има било каква дискриминација врз децата, затоа што ние самите се грижиме за тоа да посетуваат редовна настава, да бидат добри ученици. Замислете, ние имаме средно школо кое денеска брои 500 деца. И тие 500 деца редовно завршуваат средно образование, за што сум ја исклучително горд. Значи, немаме повеќе неписмени деца во нашата општина. Да. Како што беше случајот години наназад порано. Добро, Хасан? Во однос на образованието, македонското образование во сите фази, и предшколско, и основно, и високо, има скоро континуиран предмет на реформи на образование. И ние тука имаме еден проблем кој што како граѓани, како заедница не можеме да бидеме во тек со сите образовни процеси. Во Шуторизари во моментот можеме да се пофалиме дека средното образование наликува, почнува веќе да наликува на сериозност, дека секое дете се запишува на средно образование, потоа оди на факултет, и тоа е еден добар обид за во иднина да имаме здрава и писмена иднина. Писмени деца кои што во иднина можат да се снаоѓат и во пазарот на трудот и да бидат во одредени позиции кај што можеме ние утре да бидеме горди. Меѓутоа, треба општината, треба политичките партии, треба сите заедно да смогнеме сили да направиме еден чекор со кој тие деца ќе бидат многу посрекни, многу ќе бидат помотивирани во тој процес. Ние не можеме да ги мотивираме доколку во моментот во Шуторизари се случуваат одредени настани кои што ќе го демотивираат образовниот процес. Ние сите заедно стоиме позади тие деца и пред се во однос на комплетниот образовен процес и објектите. За жал, ние тоа мораме да го признаеме. Тие објекти и средното образование и тие две школи Браќа Рамес и 26 јули, тие доградби ги донесе поранешниот пратеник Хамди Бајрам. Тоа се негови заслуги и ние тука треба само тоа да го одржуваме. Во тој процес сакам да истакнам дека средното образование во Шуторизари понуди многу повеќе ситуации кои што не можеме ние самите до сега да седнеме и да ги анализираме кои се придобивките. Меѓународниот фонд, Ромскиот европски фонд кој што ги дава тие финанси, системските образовни медијатори, комплетниот финансиски од Ромскиот едукативен фонд стипендии, сето тоа е голема мотивација, меѓутоа недоволно да можеме дополнително да изградиме здрави деца. Да. Салиу? Па добро, во поглед на основното образование прво да разговараме, дека таму има доста проблеми во смисол и не сака можда некој од колегите да каже, особено во 26 јули, нема доволно капацитет и доаѓа и до одредени меѓуетнички проблеми. Значи, тоа го знаат и другите, и сериозни меѓуетнички проблеми. Она што треба во овај момент во Шуторизари да се направи, бидејќи тоа е мнозинска општина од ромската заедница жители, граѓани, треба да се изгради основно училиште и тоа не било како основно училиште импровизација од контејнери и така натака, него да наликува со помоши на владата наша. Председател Христијан Мицковски има позитивно гледање кон инфраструктурите градбина во Шуторизари општина, тука сум и ја во овај момент. Значи, треба да се направи основно училиште и тоа во горниот дел на Шуторизари, да се најде простор. Кај Индире Ганди има таму некој простор или да кажеме пред автопатот на Клучка према Горно Ризари од оваа страна, каде ќе наликува, односно да биде пандан на основното училиште, мислам дека е Киро Глигоров се вика, кај Агенцијата за вработување. Да се покаже дека и на ромите се мисли, бидејќи ние сме најлошо во поглед на образованието, дека ги почитуваме на ромите и така натаму. Има такви случаи за кои викате високи случаи на дискриминација, не во Шуторизари, има сигурно и во Шуторизари, ја тврдам, откако јас сум повеќе од 35 години, има, ама нема од карактер како што са во Кочани, како што са во Битола, каде тие случаи отидоа и во Страсбург. Значи, со тоа се направи голема една фама и тие деца, односно родителите, ги добија тие случаи. И јас сум против да направиме такво едно мислење дека државата врши висока дискриминација према ромите. Напротив, треба
да направиме ресоциализација, превентивно да действуваме, она што им следува на ромите да им дадеме. Значи, да им дадеме, нема опасност да учат, да бидат образовани, напротив, ќе бидат задоволни и државата, и ромите. Значи, во поглед на средното образование, со висока почит према покојниот пратеник, порано мој пријател другар, значи, одговорно тврдам дека јас сум авторот, оној кој го донесе средното училиште, ќе ви доставам некоја документација. Ја бев тогаш пратеник, мојот пријател не беше во Македонија, да кажам, беше остатен тоа време и така натака. Меѓутоа, тоа не е важно. Тоа е корисно за сите го користиме. Добро, има едно прашање еве кое произлезе од зборувањето на господинот Салију, а тоа се однесува на односот на централната кон локалната власт, кога тие се од спротиставени политички табори. Значи не само сега, бидејќи да речеме имаме влада предводена од ВМРО ДПМН, туку и во минатото кога сме имале влада предводена од СДСМ и кога општини биле опозицијски и обратно. Чувствувате ли таков проблем, господине Дудуш, еве вие сте веќе 2 мандати градоначалник, чувствувате ли различен однос кога имаме една власт, а во општина имаме партија од друга провиненција? Видете, еве за спроведување на проекти, за поддршка на општината и така натаму. Тоа секојдневно го користат моите против кандидати кои се или дел од власта или се коалициони партнери со власта како аргумент за тоа дека доколку немаме градоначалник во нашата општина кој е во корелација со власта, нашата општина ќе уназадува. Јас за тоа одговорно тврдам дека не е така. Еве, јас сум жив пример за тоа. Јас сум повеќе од 6 години опозиционен градоначалник и нашата општина доживува градежен бум токму во тие години кога немаме власт позади нас, како. Јас го тврдам спротивното. Значи, јас сум самостоен градоначалник, имаме ромска политичка партија Унија на Роми, која сама креира политики во општина Шуто-Оризари, која сама прави проекти и идеи како да се развива Шуто-Оризари и досега не осеќав ни од претходната влада, ни од сегашната влада било каков притисок на било каков начин. Се додека работиме сериозно во кревање на нашата општина на едно повисоко ниво, се додека тоа се осеќа и кај сите влади кои се актуелни во тие дадени моменти, јас не верувам дека некој би одел против општина Шуто-Оризари, да оди против развојот на општина Шуто-Оризари, затоа што нели знаеме дека општина Шуто-Оризари е единствена ромска општина. На општина Шуто-Оризари фалат сериозни луѓе и фалат сериозни политичари кои кога ќе се зафатат да работат, ја ги завршуваат работите. Не за џабе, јас сум 2 мандати градоначалник, ја победи и претходната влада на локални избори, кога сите беа против мене. Сега на овие избори, како што стојат анкетите, ќе ги победам и сите други со огромна разлика. Може ќе имаме и победа во прв круг, тоа ќе го видите за 2 недели. И не игра улога, значи јас сум благодарен на владата актуелна, благодарен сум и на премиерот што возможи со тие квалитетни проекти кои ги поднесовме во влада, во 2 повика што ги имаше, во целост се прифатени. За унгарска кредит. Ако можам. Да, Салију. Значи, не е точно дека Курто Дудуш е сериозна личност и дека благодарение на него економски бум се прави, од една проста причина. Он ги помина сите политички партии, беше и во СДСМ, и во ЛДП, и во ДУИ, само за негови лични интереси да обстани таму. Значи, оваа влада не може да ја победи, бидејќи он ќе изгуби таму. Има 2 кандидата, има ВМРО, го има Ерџан, таму кандидат, нели, кој е директен представник во првиот круг на ВМРО ДПМН, и јас сум во коалицијата со ВМРО,
кој исто така сум учесник на овие избори и треба да кажи дека нема никаков економски бунт, улиците нема луѓето да ги градежи да ги јадат улиците мојот народ или ќе одат со тие улици, че џубрето ќе го осранат или ќе патуваат. Зошто не кажува исто дека 3-4 години имаа проблем со автобусите? Значи исто тоа може да се реши. Благодарение да се ужива на комодитетот, скака како ластовичка од едно гнездо на друго, ги менува сите дресови, сите знаат како се однесува и тоа не му е добро. За разлика од него, ја можам со одговорност да кажам дека сум сериозен, затоа што никогаш не сум менал политичка коалиција. Од 2022 сум со ВМРО, од 2002 повеќе од 23 години и останав таму и во добро и во лошо. И некојаш не сум задоволен и така. Значи, тие што ќе победат, ќе видиме кој е. И јас сум се чувствувам градоначалник, ја водам од министер во градоначалник, предпоставам и кандидатот се чувствува фаворит тука. Народот е тој што ќе каже, ако е задоволен народот од досегашните, од џубрето, автобуси, немања и други работи, повели. И улиците ги направи владата, токму се града за време на ВМРО ДПМН. И со моје гласање исто. Значи, јас сум учесник таму, можам да донесам. Да, меѓутоа не е реплика, би сакал во однос на вашето прашање. Во моментот е многу добро и е окей да се има баланс на силите, на владењето, да се подели власта. Доколку повторно ние зборуваме сега за одредени реплики, ќе изгубиме енергијата. Навистина ова не ми е пријатно што го слушам, иако не е упатено кон мене. Меѓутоа, знаете како велат, апсолутната власт апсолутно корумпира, апсолутната моќ апсолутно корумпира. Сметам дека сега граѓаните на шуторизари пред се и граѓаните од цела држава ќе смогнат сили да размислат и овој пат едноставно со срце и со мозок да гласаат за кандидати кои што едноставно може и немаат политичка партија и се независни. Локалните избори се према човек, према кандидат, не се према политичките партии. Политичките партии за време на парламентарни избори кажуваат која им е мокта, кои им се кандидатите и тука граѓаните проценуваат. Меѓутоа ете конкретно во шуторизари. 8 години власт, 3 години власт, ништо и од едната страна и од другата страна. Сега ние тоа што го прави централната власт генерално за цела Македонија го прави за шуторизари. Меѓутоа што треба тоа да направиме? Што ние правиме конкретно како роми за нашите граѓани? Јас мислам дека граѓаните треба да направат баланс, да избират опозицијата во моментот, да го избират бројот 5 за градоначалник, да има баланс на моќта, на силите. Иначе, ако му се даде уште еднаш доверба на актуелниот градоначалник или на ВМРО ДПМН кандидатите или па кандидатот на ДСР, ништо нема да се промени затоа што они имале шанса да променат последниве 2,5 години. Кандидатот 8, актуелниот министер година дена е министер. Една дупка не санирал во шуторизари, не велам дупка од комунален аспект. Еден проблем нема решено, не се појавено. Неговите фотографии, неговиот пиар тим, неговите такви вештини кои што ги има. Граѓаните ништо со тоа не гледат. Он лично си има тој бенефит дека е министер, ете вели дека гласал. Па нормално треба да гласа он. Зашто е ставен таму? За да гласа проекти, не е ставен таму да наименува позиции одредени кои што не се адекватни и квалитетни. Секоја чест, секоја почит на годините на неговиот професионализам како адвокат, поранешен пратеник, сериозен човек, почитување се. Меѓутоа, не е меродавен и нема он толку голем капацитет да може да менаџира собствена шуторизари. Он е многу тазе во шутка, неколку години. Он ниту е роден, ниту живее шутка. Окей. Лагите на господинот немаат крај. Не живеам во шутка. Ја имам куќа која можда единствено платив 37.000 евра комунали. Имам повеќе од 600 квадрати куќа, една така да кажам, убава куќа и живеам повеќе од 34 години. Човекот сака да лаже, ни една година ваму таму, не е добро. И многу се срами од која партија доаѓа. Доаѓа од СДСМ, која предходните години направи пустош на државата. Во државата. Значи, све најлошо што можеше да се направи, вие тоа го знаете, треба да кажи дека доаѓа од таа партија, као јас со гордо што кажувам, доаѓам од партијата Демократски сили на ромите. И не е точно, еднаш кажа 3 години, како сум тука, не сум направил дупка, рупа, а од друга страна, после кажува 2, не е точно.
Значи, јас сум министер со владата кога се формира оваа влада и ние не правиме дупки, ние правиме на висок степен и е лидер Македонија во поглед во Европа, во поглед на образованието, она што са основни акциски планови, стратегијата на ромите 2023-2030 година е најуспешна во овај момент. И единствен министер ром ја представува и во Берлин, и во Страсбург, и секаде, со многу успеси. Никој не направил повеќе во делот на ова што го работам. Ние сме и политички таму мотивирани да направиме, да овозможиме да дојда што повеќе средства за ромската заедница. Тоа го правиме. Ние не градиме улици, министрите не градат улици, оние реагираат. Значи, ја не се фалам, ја кажувам дека гласав за тоа. Ако не гласав, денеска ќе има многу напади и не би дозволил пред сите министри да не гласам за таква една работа. Кратко, само доколку дозволите. Вака, првин јас не се срамам. Дозволите, првин јас не се срамам од партијата која што ме наименувала. Јас сум и понатаму горд на таа партија, само станувам како човек во таа партија. Ќе се потсетите како моливте едно време да бидете кандидат таму, додека преговаравте, праткавте емисари преку мене, преку други луѓе да бидете во таа коалиција. Ви текнува. Срамота е не на годините. Вие велите дека сте гласали. Те знаат каков си ти во шутка и дека лажеш и преваруваш. Никогаш немам потреба ја од партија што плачи ова. Океј, ја го знам. Значи не е добро така да дозволиме да тврди дека јас сум барам. Ми упаѓавте во зборот. Дозволите. Вие да не беше Амди Бајрам да ве номинира за кандидат. Вие немаше со невладината организација ништо да направите. Вие сте дојдени, Амди ве донесу шутка. Ве направи кандидат, изгубивте у прв круг. Бев кандидат. И кога Амди отиде кај што не треба, вие сакате да му преземете партијата. Пет партии ти од Кемал си ја купил партијата. Сега граѓаните ќе кажат. Граѓаните ќе кажат. И на крајот овде да дојдеш да разговараме. Важно ти не си лицето на Шуто Ризари. Ти не си лицето на Шуто Ризари. Ти не излегуваш во Шуто Ризари да се поздравуваш. Ти излегуваш само за глупости, ама збори. Добро, Хасан си експерт. Јас само сакам да појаснам за гледачите. Ние мислиме имаме друга овде. Да кажеме примедби околу градбите, околу ова, не лично да се напаѓам. Сакам да кажам дека не е мој ниво. Ако вака се однесуваме, ја можам да сакам да кажам дека сепак не гледам лични навреди. Тоа што го кажал кон вас не е навреда ако кажал дека вие сте барале да пременете. Цело време се служи со лаги и со но сепак гласав. Ти треба како министер. Сепак би требало да само да гласаш. Да одржиме некој ниво. Ти не си министер, затоа што немаш капацитет и не можеш никогаш да бидеш. Министер ќе бидам кога ќе ме предводи премиерот. Ве молам, да, Дудош, сакавте да кажете нешто? Не, ќе ги оставам, нека си дебатира. Добро. Здравство и социјална заштита, кога збориме за тоа, познат е проблемот во Шуто Ризари, што, еве да речеме како еден пример да дадеме, тоа што жените со децении немаат гинеколог, има и други проблеми, се разбира, социјалната заштита особено. Што е тоа што предвидува вашата програма што можете да го подобрите во тој поглед? Видете, ние неколку пати иницииравме акции, донесовме гинеколог. Не е така баш дека нема 10 години гинеколог. Во последните 4 години имаше гинеколог кој работеше во поликлиниката во Шуто Ризари. Дури ние како општина субвенциониравме медицинската сестра која работеше со него и дававме плата од општина, се со цел да биде економски исплатливо на тој гинеколог. Меѓутоа, од за нас непознати причини првиот си отиде, тој што беше пред некои 4-5 години. После се најде уште еден друг гинеколог кој дојде, работеше исто така некои 3 години. Сега во последната година мислам дека и он си отиде. Генерално не е проблем гинеколог само во Шуто Ризари. Да не се направи некоја фама дека гинеколог нема само во Шуто Ризари, а во сите други населени места има. Знаете дека има градови цели во Македонија каде што одат од град во град на преглед кај гинеколог. Имаме генерално проблем со лекари во целата држава. Ќе ви дадам еден пример.
Вчера имавме ситуација каде што на една жена и беше и текако потребна итна помош да и дојде дома. Пробаа да се јават неколку лица, дури и фамилијата сама неколку пати. Дојде ситуацијата до мене, јас да звонам како градоначалник, за да може да ургирам да дојде итна помош. Замислете, таа жената што работи на кол центар таму, вика: господине, ако сте градоначалник, ќе ме сватите дека работиме во цело Скопје со само 4 тимови. Вика, сите се надвор, не можеме да постигнеме. Имаме проблеми со лекари, имаме со медицински персонал проблеми и проблемот не се заснова само на една општина, проблемот е генерален и тука треба да работиме сите заедно, да видиме да тие што завршуваат лекари, медицинари, треба да ги задржиме во државата, но тоа не е проблем со кој треба да се занимава една општина, тоа е проблем кој треба владата и сите идни влади да работат на тоа, да ги субвенционираат лекарите, да им дадат поголеми плати, за да на нив им биде интересно во нашата држава да останат, а не да одат надвор да работат во нашата држава. Хасан, здравство и социјална заштита, како да се подобри? Во овој поглед сакам да истакнам нешто друго. Во ред е тоа што го кажа градоначалникот за гинекологијата, и јас мислам дека тој проблем е другачие, не е само системски, меѓутоа во моментот во здравствениот дом во Шуто-Ризари е еден друг проблем. Не може еден матичен лекар да сервисира 3, 4, 5 илјади луѓе во Шуто-Ризари. Тука треба да се направи една друга системска промена. Здравствениот дом во рамки на неговите надлежности, помогнато од општина Шуто-Ризари, помогнато од тој дел кој што треба да даде одредени предлози, да се надмине делот на капацитетот. Тука сме многу слаби, затоа што почнуваат од 8, луѓето чекаат на ред, во 11 прават пауза и во 2 не може да стигнат сите. И по тоа се носат со коли, со такси, со приватни, во приватни амбуланти, и тоа се изложени трошоци кои што на товар на граѓаните. Меѓутоа, во делот на здравствената заштита, исто така морам да потенцирам дека таа поликлиника наречена во Шуто-Ризари нема основни субстанци, основни механизми за функционирање као поликлиника. Ние можеме сега да дискутираме дека е името поликлиника, меѓутоа таму услугата е катастрофална, мизерна и граѓаните не можат во целост да се обезбедат здравствена заштита. Да, Салиу? Па вака, тажно е, повторно ќе кажам, во ова време, 21 век, да нема амбуланта со сите поликлиники, оње поединечни потреби, и педијатар, и за возрастни луѓе, па и материјално-технички апсолутно неопремена во општина каде што живеат повеќе од 45.000 граѓани. Значи, ја пред некоја недела, мислам 10 дена, имав можност да влезам тука, се работи за одлична стамбена зграда, здравствена зграда, значи проектирана одлично, меѓутоа нема ниту лекари, мали е бројот, 1 или 2, ниту друг медицински кадар. Она што навистина бе ужаснат во таа посета, беше што ниту еден ром немаше во редовен работен однос. Значи, кој е крив, што е крив, не навлегувам во тој дел. Значи, ако живеат повеќе од 60-70% роми таму, треба да има 60 до 70% вработени. Имаше неколку дечиња, 3 со договор на дело на година кој се продолжува, тоа не е доволно и не е добро. Значи, која влада го направила и зошто го направило, не знам. Меѓутоа, ја наредниот ден го повикав министерот Алију и разговаравме дека треба ова да се поправи, треба да побараме и вработување на граѓани од ромската заедница, нормално, кои ги исполнуваат условите, така, дали медицински сестри, дали лекари, така натака. Меѓутоа, не е во ред, например, сигурно во места каде што има помалу од ромската заедница, дали са македонски општини или са албански општини доминантни во тие, има многу повеќе вработени од другите, а роми можда нема ниту еден. Она што ја како градоначалник ќе го направам во интерес на моите роми, на мојот народ,
на сите. Значи, подобрувањето и мојата работа во тој дел нема мене само да ме лекуваат, че ги лекуваат сите. И оние кои ќе ме гласаат, и оние кои нема да ме гласаат. Меѓутоа, одговорно тврдам, као човек, као личност, дека тој дел максимално ќе се посветам да биде функционален и да може да даат основни здравствени услуги. Не е во ред, повторно кажувам, во една толку голема општина да нема дежурства. Значи, не дај Боже, некој после 15 часот да се разболи, тој треба да оди од тука во Чаир или во државна болница, тоа време за некои тешки болести, срце, мозок и така, е катастрофално. Да. Може? Да, поврте. Ете, тука имам и ја една реплика. Шабан кажа и остана жив, што се вика. Фала Богу. Замислете, министер во актуелна влада година и пол кажува дека имал прилика да влезе во таа поликлиника, зашто куќата му е на 20 метри од таа поликлиника и никогаш порано не влезе во таа поликлиника. Тоа кажува колку господинот Шабан Салиу е заинтересиран за здравството на ромите или воопшто за ситуацијата на ромите. Една работа. Добро. Втора работа, И ја контраст. да видите само колку заложби има господинот Шабан Салиу во актуелната влада, година и пол министер. Прв пат дознава дека ситуацијата во поликлиниката е таква каква што е. Додека ние имавме милион состаноци со сите директори на здравствениот дом Скопје, со сите претходни министри за здравство што беа, за жал без никаков успех, се си остана во истото. Се надевавме дека со актуелен министер во влада дека ќе се променат работите. Замислете, после година и пол господинот Шабан Салиу кажува дека пред 10 дена прв пат лего во поликлиника и дознава за ситуација за која 45.000 роми самиот кажа се во незавидна ситуација со здравјето или со здравство. Значи, еве да му одговорам, градоначалникот 8 години е во градоначалник и кажува дека барал и од директори и од министри помош, се покажува дека не е способен као со џубрето исто да се справи со проблемот. И јас истиот ден дознав, утредента го донесов министерот за здравство и кој вети јавно и кажа и рековме сега да не правиме политички маркетинг тука, дека ќе одиме, штом завршат изборите, ќе одиме со информација, истото да се реши. Се работи за министер кој е изузетен, коректен, феноменален од тој поглед, во истиот момент ги решава работите. Не е точно дека година и пол не сум направил ништо, тоа сака да го овде, мислам сака господинот Курто, ти си најнеуспешниот градоначалник во Шуторизери од сите, освен некои лични работи кои не сакам во овој момент да ти ги отварам, ќе седнеме ја и ти заедно и за кривичните пријави. Тоа овде не е убаво да ти зборам такви работи. Внимавам на моето ниво и као човек и као мој брат, не сакам да зборам тоа. Се покажува, граѓаните го слушаат. Ти не треба да бидеш градоначалник. Ти 8 години си имал шанси, не си успел здравството да го решиш, умираат наши луѓе, просекот на живот кај ромите е некаде околу 55 години, кај останатите е 70-65, не е во ред и треба самоволно да се повлечиш. Со џубрето не можеш да се справиш, со здравството не можеш да се справиш. Не можеш со основни работи кои са во атарот на твоето дејствување. Градоначалникот треба да биде авторитетен човек, да има стратегија, да знае како да комуницира со другите. Не ти ги завршуваат некои работите, зашто ти кажувам, си вклучувал за интерес коалиција со нив, си бил кандидат од кај нив и си бегал. Значи, ти ги кажав и ДУИ, ти Салути, и ЛДП, и другите партии. Значи, не се гради така личност и политика. Ние мора да бидеме стабилни, да бидеме сериозни, кога бараме, да бараме за нас. Значи, има многу случаеви кои не сакам да ги отворам. Еве,
И претходно ти кажав и сега, кога сакаш побарај ме, сакаш кај тебе дома, сакаш кај мене бујрум дома, да ти ги кажам сите работи, добро. зашто не треба да Добро, бидеш Дудуш. градоначалник. Еве, јас уште еднаш би рекол, значи, јас сум 8 години градоначалник, претходно не се бавев со политика, јас се зафатив да бидам градоначалник затоа што токму таквите политичари како Шабан Салиу, кој 30 години живее врз грбот на народот и исклучително добро живее во последните години, со ништо работење, живее буквално од тоа што политиката го рани. Замислете, пак ќе кажам за тоа со амбулантата или со поликлиниката. Дознавам, вика, пред 10 дена. Тоа доволно кажува колку господинот Шабан Салиу во последните 30 години, откако се бави со политика, има проблеми во Шуторизари. 30 години живее таму кај што живее, 20 метри од амбулантата, и он дознава пред 10 дена што се случува во поликлиниката. Да му одговорам за ова. Да. Значи, ја, фала Богу, Господ ме обдарил со здравие, со се што треба, и вие. Значи, немам потреба јас да одам во амбуланта, немам право као некоја друга личност да присуствам. Градоначалникот е татко на општината, а во мојата куќа има клиника која е под кирија и работи. И фала Богу, не сум имал и вие да немате потреба да одите во болница. Моите деца, матичниот лекар им е токму во таа поликлиника, и јас одам често во таа. Ако ми дозволиш да завршам. Значи, ја не сум бил градоначалник во Шуторизари. Еден денар немам преварено во Шуторизари, ниту земам. А твоите работи кажуваат други, немој да се отвараме сега тука. Значи, оној кој живее врз грбот на народот во Шуторизари си ти. Значи, живееш со многу, знаеш колку има куќи кои не знам чива е ова не е моја, ова не е тоа. Немој, Курто, немој да збориме за такви работи. Ти си градоначалник и ти ја имаш целата одговорност овие 8 години, зошто народот се дави во џубре, зошто нема јавен превоз, тоа нема да ти го забава. Само да гласаат против тебе, затоа нема да бидеш градоначалник. Оње од кого е земано нешто, а за задолжително вршење на општинска работа као сервис на граѓаните, ти ќе изгубиш. Значи, незадоволни се што им е правено на луѓето. После првиот круг те молам на дебата. Да. Еве за дебата, имаме еден доказ. Ако е така, некоректно се однесуваш со народот. Добро, вака, господине Салиу, само сакам да кажам вака. Ама имаме еден доказ, добро. Отприлика ни истече времето за прашањата и за дебатата. Ве молам навистина кусо по една реченица, две на крај. Видов дека имаше еден повик за кодекс за фер избори во Шуторизари, за мирни и фер избори. Сакам да прашам за тоа, сакам на крај таа порака да ја пратите. Повелете, дали еве во ред дебата, секоја дебата е ваква, да се разбереме во секоја општина. Не сте ништо посебни во тој поглед. Но за крај да повикаме барем изборите да бидат во една фер и достоинствена атмосфера. Дудуш? Колку што можете да приметите, јас сум многу лабав тука денеска и не сум воопшто нервозен и не се тресам за разлика од господинот Шабан Салиу. Тоа што го зборам со докази, факти и дела. Во делот на фер и демократски избори, откако сум ја градоначалник во општина Шуторизари, се нема десено ниту еден инцидент за време на изборен процес. Тоа можете вие како телевизија да го истражите. И можеби сум единствениот кој се залага за мир во нашата општина, да се спроведат избори без никакви инциденти, без нарушување на изборниот процес. И ветувам и останувам на збор дека така и ќе биде и во наредните. Добро, Хасан? Се надевам дека актуелниот градоначалник и актуелната пола власт, што ја велам ја пола власт, дека
ќе смогнат сили да направат амбиент кој што ќе доликува на демократски вредности. Овој пат јавно ќе ги повикам, ќе ги замолам, има ли можност да не се организираат возила, да не одите кај граѓаните дома, да не ги вадите со сила дека сте ги вработиле или дека сте им дале одредени документи, да оставиме граѓаните на Шуторизари сами да се излезат, да си го бират својот градоначалник транспарентно, честно и одговорно. Така и се одврзавме на потпишувањето на Кодексот за фер избори и тој ден, доколку има храброст, можност и волја, би било добро да не се организираат возила со броеви, притисоци, да не се јавуваат кај луѓето, се сеќаваш ли ова што ти го направи фија, притисоци утре од работа. Ако тоа го немаме, Шуторизари ќе избира градоначалник. Шуторизари ќе биде гордост во цела Македонија да се докаже дека ние имаме како роми, дозволете ве молам, ние како роми имаме демократски капацитет и можеме први да бидеме демократични. Да, добро. Господин Салиу, вашиот завршен збор. Вака сега. Пред да почнат изборите, јас сум мета на напади и со говор на омраза, и на моите зборувања по емисии, разни идиотски псовки и така натака, ги имаме тие докази, значи че ги приложиме кај што треба, додека од моја страна и моите најблиски никогаш не псовале, никого ниту ловеле поени на политички на несреќата на друг. Значи познато дека е на Курто неговите са силеџи, напаѓаат, тепаат, ни Шуторизари, прават глупости, се јавуваат, одат на некои места, им се закануваат на мои луѓе, неколку луѓе, па има 2-3 фамилии кои се повлечеле, точно ради тепачките. И Курто е 2 пати осуден за насилство. Значи, за тепачки, нели? Ти не се чувствуваш лабаво, бидејќи имаш многу грешки направено преку народот и сакаш да го... Дури најблискиот твој пријател го имаш и Степано. Еве ти на. Добро. Не, само да видиме... Не се гледа на камера. Не, се слуша. Да. Добро. Се слуша, не, чекајте, мола. Види тепачка, го повика граѓанин во канцеларија и го истепа. Ја види тепач. Ова сите го има. Да, добро, ова е добро. Псовките. Не се слуша во програма. Не се слуша во програма, добро. Добро, но ова не е нешто ново сега што гледаме. Ова идеш, ама не, сака да кажи лабаво се чувствува и е со 30 и кусур кривични пријави, не може лабаво да се чувствува. Добро, ви благодарам на сите за учеството во оваа дебата. Јас повторно ќе кажам за крај, мене ми е жал што не дојда и другите против кандидати, но сепак за вас беше подобро, имавте повеќе време да се искажете. Ви благодарам уште еднаш, со среќа на сите. Одиме сега да ги видиме најновите вести и продолжуваме со дебатата за Штип.